Zoran Zaev, the bandit of the night. In the stories we share, you stand. Новото нормално на Социјалдемократскиот сојуз е пуштаат некои нови, непознати, голобради, нежни момчиња од нивните редови и замислете, новото нормално е кажуваат зборот Македонија без она северна Македонија. Просто да не веруваш на собствените уши кога ги слушаш. Вака и очи триеш, гледаш, можно ли, чекај, ова Македонија употребу, еј. Да не ги познаеш, ке мислиш дека им дошло од гзот у главата, ама пошто добро ги познаеш едно 35 години уназад, сваќаш дека е тоа само нова тактика. А у суштина, дечки, колку и да сте млади, голобради, нежни момчиња од СДС, не се ни трудете. Терајте си го вашето Северна Македонија. Знаете колку бевте заколнати употребувачи, љубители на името кој што го, на новото име кој што го договоривте, без согласност од македонскиот народ. Знаете колку бевте горди на новото име. Го употребувавте у секоја прилика, у секоја згода, у најприватен разговор. Северна. По емисии најнормални, кај што бевме сите тука македонци, ви зборевте северна. У една прилика, една емисија на некој гости, не знам од кај беше, тој му потенцирав. Зашто збориш, му викам, северна усред емисија у Македонија си, у Скопје си? Која ти е потребата? Не знам, може не знам на кој му кажа. Не знам, може на овој кажи го што го прекрстив, како се викаше. Како се викаше во овој кавадарци што го прекрстив? Неджо. Така ли го прекрстив? У Неджо. Неджо, толку више имам заборав. Зошто? Не, вие се гордеевте. Северна, тоа било новото име. Ниеден од вас тогаш не икаше ни подразно да не на гзот не ги ставаше критиките, ово дури пред да се смени името, дека тоа ќе биде насилна промена на личниот опис на македонскиот идентитет, дека прифаќате да бидете нешто друго, нешто што до вчера не постоело, одеднаш се појавило на лицето на Европа, на лицето на Балканот. А тоа што се појави со тоа што го сменивте името, беше само нов чир на балканската, на физиономијата на балканскиот полуостров. И сега веројатно ги подучувате слободно да излегуваат по телевизија, ги праќате, пошто сте вие офирани. Вие сте као стари курви што сите ги поминале. И сега пуштате млади, голобради, нежни момчиња, да ви го чистат гзот, барем пред локални избори, да штрбнете поише колку што можете од колачот. Провалени сте. Можете слободно да продолжите да си го користите името Северна Македонија, пошто тоа ваша измишлјотина. Вие го прифативте, вие го гласавте, вие го договоривте, клекнати, пантара, дубоко увлечени у газовите на меѓународната заедница, Европската унија, САД, Грцте! Невкусно е. Аморално е. Да правите таков отклон. Треба да се засрамите од самото тоа што полукате на нас што сте го направили. Ако бидете предавници
И ако сте предавници, останете бар предавници до крај. Не мрдајте се опашката. Вашиот курверај, како што реков, е надалеку познат 35 години се курвате. Комиње ви е направена тоа дундата. Мислам, в метафорична смисли. Нема кој не бил натре. Нема на кој не сте му дале. Само било потребно да побара. Дури не морало ни љубезни да бидат, нешто да ви изнесе на вечера, нешто она да ви направи некој филм, да ви симне некоја звезда, говно од космонаут, што дај да ви симне нешто од небо. Не бе. Дававте. Кој како ви побараше, вие дававте, само за да дојдете на власт и кога сте на власт да останете шо подолго на власт. И никојаш не останувевте. Секојаш вашата свеќа пократко гореше него што треба. Така што не ги горете тие ваши нови голобради, нежни момчиња, не ги горете. Ако виш имате нешто да направите со нив и они да не бидат толку глупи, тргнете се, напуштете ја партијата, вие стајте ги овие младеви, објаснете им, посипајте се со пепел пред нив, објаснете им каква глупост сте направили, иако чисто сумњам дека они се свесни за ова што го зборам и ова што го збориме. Очигледно биле дел од таа партија кога сте менјали име, па глас не кажале, добро, граделе политичка кариера, биле многу млади, нели, за да достасаат до сега да се озреат, за сега да почнете да ги истурате, нели, у први редови, да ви ги зачистуваат гомната што ги оставивте зад себе. Втора работа, видовте како сите сега мијат раце пред овој пироманов што го фатија у Струмица што пали. Ама, знаете што, он од лични причини палял некоја куќа на некој што му плюкнал на чевелот или му сгазнал на жулјот. Па што очекувате да каже? Да го поучи неговиот адвокат. Да бе, на вистина пале ради тоа што сакав да предизвикам општа опасност, да загрозам безбедноста на државата, да влеам страв кај луѓето, да направам ова, да направам. Тоа ако очекувате неговиот адвокат да го поучи, се лажете. Ќе покаже истрагата, ќе покаже процесот. Но не бидете толку наивни дека у старт, што бил работал. Значи, малце мозок да имаш. Кога гледаш цела држава гори, кога гледаш температури 42-43 степена, дури и да сакаш куќата на комшијата да ја запалиш, што е една, како да ви кажам, една нормална ситуација за Македонија. Овде ја не знам дали има такви што не помислиле да му ја запалат куќата или колата на комшијата. Значи, тоа е еден, како да ви кажам, многу популарен спорт у Македонија. Значи, нема човек што не помисли и чека да му запала. Работава, знаеш, кој колку ќе отиде баш у тие своји замисли, колку ќе ги стра до крај. Значи, си да помислуваме нечија куќа да запалиме. Што да е кола, зграда, нема везе. Тоа сме. Али ти, у ваков контекст, кога гори цела држава, кога постојат основани сомненија дека е тоа координирана диверзантски план акција да се запали цела држава, незините шуми, незините природни богатства, да се предизвика страв, небезбедност и така натаму. На такви температури да палиш нечија куќа, што се вика од лични причини, треба да си ретардиран, да не ти текне дека покрај таа куќа може да изгори куќата на другиот што не ти е дужен со ништо, невин. А и тоа е помалце важно, што не ти текнало. Како може да не ти текне дека можеш да предизвикаш нечија смрт? На луѓе, на деца. Така да, дури и да е ова упрашање што ќе покаже истрагата ова, барем треба да се одговара за обид за убиство. Али верувам тука истражните органи, полицијата ќе се завршат работата и ќе се утврди. Али битно, градоначалниците, тој некогашниот,
И овој си испра раце пред овој пироманов, немаме ние врска, абе тамо нешто работеш уопштина, кој го знае нешто возеш, ние немаме појма кој, прв пат го гледаме у живот. А многу добро се знае кој и како можел да вработува у општина у Струмица и кој од чија партија биле претежно градоначалници таму. Повеќе децениски. Тој поготоа што е Зоќа, тој не, сам не знае колку години. Нема појма. Он е из Горњег Милановца. Он нема појма што се дешава. А овој сега исто, мислам, тамо нешто работи. Која не одговара нешто, не е од нашиве. Не е наш, малце е без везе сега да кажеш, да бе, да, наш член е ова, знаеш, сепак тука се мувал, го знаеме сите, ние, верен, сега му текнало да пали. Ево, ние немаме врска со тоа што нема му текнало да пали. А фатија доста луѓе, инфлангранти, шо палеа. Јас би сакал кога МВР излезе со официјално соопштение кои се тие што палеле и од кои причини палеле. Сите од прв до последен фатија неколку, дури мислам и странски државјани. Сумњиво, да посумњиво не може да биде. Така што многу ќе биде интересно пред самите избори ако истрагата покаже дека е тоа една координирана акција у кој што, например, зела учествува пироманскава партија, сега многу што љуби со низиното ново нормално да не го употребува она придавка на северна. Само Македонија ги гледа. Македонија. Мислиш овие сите се направени од јајцата на Гоце Делчев, Питу Гули и останатите. Но, тука има една добра тактика, супер, значи како е, тоа еднаш го кажа. Значи, видете, што и да правите, какви трикови да смислувате, курназлаци, што со и финти. Прво, народот, предавството нема да ви го заборави. Една работа, втора работа. Како ќе се правите оно што не сте? Уиднина. Така веднаш следниот ден настаните или космосот, ако сакате, ќе ве демантира. И нас сите останати ќе не подсети кои сте уствари. Затоа што сте фалкани. И затоа што она што го направивте ќе се памти у наредни 100 години, минимум. У меѓувреме има предлог од оваа пратеничкава. Нема да ја го спомнам името, не ради тоа што ми е страв нешто, туку затоа што таа исто на времето учествуваше во промената на името, беше за, иако татко и цел живот зборуваше по телевизии за самостојноста, автохтоноста, македонската самосвест, посебноста на македонскиот идентитет. Она јеби го ова на време, гласаше нели за промена на име, сега нешто изгледа ја нападна, ја совеста почна да ја работи, може да ради татко и може да не. Гледам предлог тамо поднела да се поништи, тоа како се викаше вториот, како се вика тоа предлог, меморандум, што е тоа на Бугарија, со Бугарија, кај што буквално се прецртува цел македонски идентитет. И очекувам, знам ВМРО ќе гласаат да се поништи сите до еден. Очекувам од сите вас, без разлика кои сте у парламентот, која партија да гласате тој да биде веднаш поништен, нека биде тоа почетокот, првото скалило во поништувањето на сите останати штетни договори кои што ги направи предавничката СДС кон македонскиот народ, и тоа ќе биде најпаметното нешто,
ако тука бидете едногласни, не дека вие од СДС со тоа нешто ќе поправите, ќе си ја исправите грешката на некој начин, тоа ќе биде сватено како извинување пред македонскиот народ, туку како предавници кои што се фатени на дело и на кое што предавство македонскиот народ никогаш не се подчинил, никогаш не го прифатил, како поразени во таа своја идеја за една безлична Македонија, со еден безличен македонски народ, не обезличен македонски народ, должни сте да гласате сите едногласно со анекс дека што се однесува до мене можат следниот ден по гласањето на тој предлогот на таа пратедничката, на кој што не ќе името да го споменам, што се однесува до мене следниот ден можат сите да ве поапсат. И тука ја викам, ги викам овие гушеви оркестаров тука, и тука правиме журка, труби, трубачи, ово, оно, тапани, зурли ке викнеме. Ја мислам дека така ќе слави македонскиот народ. Кој ќе ве види за тоа ваше предавство сите од прв до последен зад решетки. И колку поскоро тоа се случи, толку подобро. Велам колку поскоро, толку подобро, затоа што таман ако се случи многу скоро, таман ќе се сретнете у затвор со овие од 27 април. Со дечкиве. Еј, тоа што ќе биде гушкање тука, љубење. Па кај сте вие, па? Еј, знаете? Не се сомневајте, преубаво ќе ве пречека. Затоа што поскоро са овие кои ќе само да ве пречекаат, да ве па овие после можат од 27 април веќе следниот ден од кога ќе ве пречекаат, кога ќе се поминете убава вечер со нив, дружење, песни, ора, игри, таман следниот ден можат па овие да ги ослободат од 27 април, а вие да си продужите барем колку што они лежеа до сега, барем толку години, не бараме поише. Барем толку години. 8, топ. Сако даде Господ па и 15 да и одлежите, па шо е тоа за вас 15 години? Вие ко можевте 35 години да седите на туѓи у туѓи скутови, можете да одседите у затвор 15 години, шо е за вас проблем? Нема везе. Така што би било тоа интересно као едно сценарио, као една разврска, вака интересна, расплет убав, со хепи енд, далјате вие затвори овие сите тука што се Вили, Мили, Ќосе, Мозе ве пречекаат. Кај сте ве, дечки? Елате кај мене у килија, вамо, имаме тука организирано све, јадење, пиење, ола. Ни фали само по некоја стриптизета. А тука можете вие да влезете у улога на стриптизети, шо е проблем. Битно ќе бидете на гостини на јадење, пиени, полико. Ај, чао.